Следново, впрочем и го обвинуваат и тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски како заговорник на идејата за поделба на Македонија и размена на населението, кој тоа би го правел во спрега со елитата и свитата околу Арбен Џафери и Демократската партија на албанците. Велите вака, од Дирекцијата за безбедност, полицијата добила известување во кое се наведени 4 возила на ДПА, Мерцедес и Ауди со скопски таблички и Ровер и Опел со тетовски регистрации, кои не треба да бидат контролирани. Со нив од Скопје за Тетово се носени парите на Демократската партија на албанците од провизијата за рафинеријата Окта, а назад во Скопје е носено оружје купено од истите пари, наменето за правење нереди. Терористите не тепаа со оружје купено од провизијата за Окта. Додавате дека таа провизија била делена на 3 дела за Љупчо Ѓоргиевски, Арбен Џафери и за грчкиот посредник, грчкиот шпион кој што се провлекол во овие политичко-безбедносни редови во Македонија. Сега на ова многу малку можеби во тој период се придаде внимание, бидејќи вие не бевте некоја политичка личност кого му тежи мислењето во тој момент и бевте бойкотиран или пак игнориран од страна и на политичките структури и на медиумите. Поминаа 5 години од тогаш. Ве демантираа ли овие работи кои тогаш се случуваа, дали времето ги згази или пак останаа такви какви што ги кажавте тогаш? Видите сега, тука сте во право кога велите дека во однос на нашите кажувања нема деманти, туку се играме на тактика на игнорирање и заташкување на... Противникот секогаш ќе ве демантира. Пак ќе демантираат, ако се осетат засегнати, секој ден гледаме, фрчат судски тужби за клевети, за навреди, па деманти. Јас можам да кажам дека ние во наше политичко делување од 2002 година до сега ниту сме судски, ниту против нас се поднесени судски тужби некои за клевети и за навреди, ниту пак прозваните демантираат. Сега околу војната, јас потпуно се слагам со вас кога го употребивте тој збор, тоа беше на драматургија, така да се нарече војна во Македонија. Тоа беше длабоко контролирана и испровоцирана чисто од политички интерес за да се смени власта, можеби повеќе во тоа време. А инаку, ова што го кажувате, точно е, вие знаете, ДПА најпрвин имаше една прекрасна, условно кажано, македонистичка политика за одбрана на суверенитетот и на територијалниот интегритет на државата. Ако се сеќавате, уште со почеток на војната, Тачи даде една изјава која кажа тоа се терористи и бандити, државата нека си презме соодветни средства да ги неутрализира. Но за жал, нашето тогашно раководство, како што кажав, допушти да се распламти таа битка, тие 500 терористи кои што отидоа по планините, и тогаш ДПА повеќе немаше излез, ќе створеше лоша слика према албанското население, кога веќе се распламти конфликтот, ако зборува против војната. И во таа насока, они во тоа време беа фактички гласноговорниците на Али Ахмети. Ги водеа официјалните политички преговори и беа најсурово во тоа време со закани, уцени, целото албанско население мораше да ја помага војната. И во таа насока, точно е, јас се сеќавам сега од таа изјава пред 5-6 години, тогаш имаше еден документ, тоа некаде 5-6 партиски возила добија статус, условно кажано, на дипломатски имунитет на тие возила, што не смеа да се контролираат од Скопје до Тетово. И еден дел од таа провизија што ја спомнувате од Окта, тие пари се пренесуваат, тоа точно е. Сега после, кога се виде дека, впрочем, покасно и самиот премиер Ѓоргиевски кажа дека најдоброто за Македонија, најдобро решение е да и физички да се подели државата, бидејќи гледајќи дека фактички работи сега одат во таа насока, само што Бранко Црвенковски тоа го игра со перфидни методи, го прави. И тука сега се случија многу интересни работи за време на војната. Вие после војната гледаме и слушаме кога се наметна таа теза дека за се не била крива Америка, не ги сакала македонците, ги сакала албанците, што уопште не држи. Правејќи јас некои површни анализи, можам да кажам тука да направам некои моменти. Сите знаете дека војната почна јануари месец 2001 година во Танушевци. Некаде февруари месец во една полутајна средба беше покојниот председател Трајковски и во посета кај Џорџ Буш, американскиот председател. Јас имам видена една службена белешка, стенограм од таа средба, кај што Џорџ Буш дословно му вели на Трајковски: Танушевци си е ваш проблем, господине председателе, и имате да се го решите како знаете и умеете. Значи една невидена децидна подршка
да се справиме со тие 500 бандити таму што отидоа по планините. Но во тој момент Трајковски уште не слета на Скопскиот аеродром, неговите советници го советуваа да не се настапи радикално, него да се консултираат Шредер, тогашниот германски канцелар, и Тони Блер, англискиот премиер, и фактички со тоа се разводни проблемот. Додека се консултираше покојниот председател Трајковски со овие лица, терористите од Танушевци отидоа до Гостивар. И значи се расшири тој фронт. И денеска јас не знам како тие наши генерали, тие мемуари кои ќе пишуваат, ќе им објаснат нивните наши генерации како тоа 500 терористи успеа да поразат 20.000 македонска војска и полиција. Вака како што кажувате на еден индиректен начин се покажува дека германско-британското влијание во тој период било поголемо од американското. Па никој не го тераше нашиот председател Трајковски да оде да се консултира. Џорџ Буш, како што кажав, децидно му има кажано, проблемот е ваш и има да си го решите како знаете и умеете. Значи, подршката со сите средства. Фрчковски во една прилика ќе изјави дека Трајковски рекол јас сум побожен човек и насилството, односно војната, ја заменувам со дипломатијата. Дали во услови на војна таквото правило треба да се примени или пак на некој начин тука се утна работата? Каде што приватноста се поврзува со државноста. Работата се утна што во клучниот момент имавме погрешни луѓе на погрешни места во погрешно време. И не само покојниот председател Трајковски, него правејќи анализа, да кажеме, еве само ќе направам неколку причини зашто ние ја изгубивме таа војна. Вие видите кои му беа советници на Трајковски за војни прашања. Еден партиски апаратчик Пендаровски и Никола Димитровски. Во тоа време се уште кој што произлезе од клупите на правниот факултет, беше 25-6 години и замислете требаше да го советува Трајковски за воени прашања. Јас го разбирам тоа младо момче да е начитано, да прочитал многу книги на правниот факултет, ама не може вие да читате книги и да го советувате председателот како да ја добие војната. Зошто беа отфрлувани сугестиите на луѓето кои што децении посветиле на полета на одбраната и безбедноста, од типот на началници на генералштабот, од типот на команданти во армијата кои поминале една од најсолидните обуки во светот во ЈНА? Баш и тоа сакав да го кажам, обично вака во шега мојот подпредседател, нашиот подпредседател на партијата, Народно движење за Македонија, стално така на шега го вели дека советници единствено на председателот може да бидат побелени генералски глави, така метафорично го кажа. И да се надоврзам нова, значи не може вие 25 годишно дете да го советува председателот за војни прашања кој што нема ден искуство. Во такви ситуации секој пат искуството ви е најдобриот учител. И тоа беше значи една од грешката. Втор момент беше во тој момент се направи невидна диверзија во службата за државна безбедност. Во тоа време веќе без разлика што номинално на власт е ВМРО ДПМН, Бранко Црвенковски контролира еден невиден таен центар во службата, ги намести сите своји инсталации во службата за државна безбедност. И сега замислете, војната почна во јануари, а во март месец службата за државна безбедност почна да прави некои реформи. За време на војна, мислам апсурд невиден, за време на војна почна да прави реформи со тоа што ќе им ги намалувало властувањата на агентите на службата за државна безбедност. Секој нормален човек знае дека во време на војна овластувањата се зголемуваат на безбедностни органи, а не се намалуваат. Примерот со кулите близначки од 11 септември во Америка. Вие знаете, веднаш понасано Џорџ Буш донесе еден указ кај што на тајните служби им даде овластување без судски налог да приведуваат, да апсат, да прислушуваат само врз основа на сомнение дека некој е терорист. А кај нас се случи обратна ситуација. Зошто кај нас контрамерки? Обично, како што велите, се зајакнуваат мерките на безбедност во услови на така вонредна состојба која што удира врз телесното постоење на државноста. Зошто се преземаат во таков соодветен момент контрапотези кои што негативно се одразуваат на идниот развој на безбедносните органи и пред се физичкиот интегритет на државата? Дали се уште тука во ситуацијата, во оваа ситуација имаме недостиг на државност, постои ли наивност кај оние кои што одлучуваат или пак надворешните ментори си го направиле своето? Па тука од се има по нешто што кажавте и таа спрега, контрола од одредени разузнавачки структури, после таа невидена заслепеност меѓу македонските политички елити до степен што еве вие видовте и самата војна не ги зближи Бранко Црвенковски и Лјупчо Гергиевски да седнат на заедничка маса